Владата го прифати барањето на синдикатот на УПОС до дотоците на плата да се исплатат во висина од непредложените 10 на 8%. Изјави денеска посредбата со представници во владата Трпе Дејановски, председател на УПОС. Мило ми е што се прифати барањето на синдикатот на УПОС, до душа не во целост, меѓутоа до дотоците на плата владата ги прифати да ги исплаќа на вработените во администрацијата и правосудството. Како што најавувавме минатата година, ќе бидат на неколку години, значи на 3 рати по 8%, за жал не во 10%, пак ќе повторам, за жал не ги добивме минатата година, меѓутоа еве сега владата прифаќа да ги исплаќа од сега заедно со почеток од месец март, преку начин на што сите институции во државна управа и правосудство, значи судови и обвинителства ќе треба подпишат поединечни колективни договори за да го добијат ова право. Конечен одговор дали УПОС ќе го прифати договореното во владата ќе се знае до крајот на оваа недела, напомена Дејановски, бидејќи она што треба да се доработи е да се спреми текстот на овие колективни договори заедно со владата, односно представници на владата и синдикатот, и тоа да биде ставено на гласање кај нас во синдикат на органите да видиме дали колегите ќе го прифатат на тој начин. Доколку го прифатат, нема никаква пречка за подпишување на тие поединечни колективни договори, доколку не го прифатат, владата ќе добие наш одговор дека веќе се изгуби една година, вработените можеби ќе бараат подобро, повеќе од овој износ што сега е понуден и да видиме дали ќе има условување од страна на владата за откажување од нешто друго. Дејановски истакна дека УПОС не е потписник на општиот колективен договор за кој премиерот бараше негово укинување. Од наша страна беше предочено дека УПОС не е потписник на општиот колективен договор и не може да се откаже од нешто што не е потпишан. Беше инсистирано од страна на представниците на владата да тоа да се стави во овие индивидуални колективни договори, затоа ние ќе чекаме одлука на членовите. Ако прифаќаат да се откажеме од општ колективен договор, во ред, ќе потпишеме. Ако не прифаќаат, значи одлуката пак ќе повтораме на членството на синдикатот УПОС. Дополнително во пресметката на платите на вработените како компонента на плата останува минималната, а борбата за зголемување на минималната плата за сите работници продолжува се до нејзино зголемување, а со тоа зголемување на платите на сите работници кои во својата пресметка на плата ја имаат минималната. Платата во единиците на локалните самоуправи може да се зголемува преку склучување на поединечни колективни договори, напомена Дејановски.